Повеќе од 20 дена во континуитет загаден воздух. Според статистиките, 4 лица дневно умираат како последица од ваквиот воздух. Но во буџетот за 2018 година за заштита на животната средина планирани се само 0,4% од вкупните расходи. Утрово, исто како и минатата ноќ, најголема загаденост на воздухот имаше во Битола, Скопје и Тетово. Во Битола, според податоците на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, во Битола концентрацијата на PM10 частичките утрово изнесувала 165 микрограми, за разлика од синоќа, кога истата достигнала и до 275. Краткорочни мерки ќе се преземаат во Скопје. За останатите градови се уште не се предвидени ни краткорочни ни долгорочни мерки. Остануваат само најавите дека гасификација и топлификација ќе го решат проблемот со загадениот воздух. Реагираа од одва коалицијата за чист воздух, дека во буџетот за 2018 година за заштита на животна средина планирани се само 0,4% од вкупните расходи, односно најнизок удел за заштита на животната средина во најголемиот буџет досега. За разлика од културата, каде се планирани 1,95%, за одбрана 2,82%, за судовите 1,34% од вкупните расходи и така натаму. Според анализата на средствата која ја направија од одва коалицијата за најгорливиот проблем односно загадувањето, за 2018 година одвоени се само 11% од сумата која ја добива заштитата на животната средина, односно 1,7 милиони евра, од кои пак за намалување на аерозагадувањето, и тоа заедно со мониторинг, само 635.000 евра. Во анализата е посочен и пример дека за патни трошоци во собранието одвоени се 2 пати повеќе средства од тие за мониторинг и заштита од аерозагадувањето. Од коалицијата поставија отворени прашања до Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за финансии и владата на Република Македонија. Каде се побарувањата за справување со сите жешки точки во Македонија, колекторскиот систем за Охридското езеро, справување со дивите и нестандардни депонии, за мониторинг на тешки метали, за намалување на аерозагадувањето, каде се парите собрани од даноците поврзани со животна средина, каде се парите планирани од зголемување на акцизата на нафта, зошто и тоа малку и крајно неодговорно недоволни средства побарани од Министерството за животна средина не се одобрени, каде е ветувањето дека чистиот воздух, вода и здрава животна средина ќе бидат приоритет на оваа влада. До некои подобри времења, на граѓаните им останува да ја почитуваат препораките објавени на веб страната на Министерството за животна средина, да внимаваат при користењето на печките за дрва, да го ограничат движењето со моторни возила, но и ранливите категории на граѓани да го ограничат своето движење и престој на отворено.